Почитувани, вие го следите новото издание на регионалните вести. На неопределено време денес беа вработени 10 досегашни волонтери во градинките Младост во Тетово. Вработувањата се дел од владината мерка за трансформација на работниот однос на 3000 волонтери во државните институции. 10 лица кои досега волонтираа во градинките Младост во Тетово денес добија решенија за работа во рамки на Законот за редовно вработување на волонтери. Со тоа, според градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, се работи на зголемување на капацитетот на градинките и подобрување на условите во нив. И причинува особено задоволство фактот што денеска со оваа активност, значи успеавме и стигнавме до таму да вработените во градинките, дел од нив кои работеле повеќе од 10 години без само со договори на дело, така да се изразам, да добијат трајни решенија со одлуката и законот кој беше донесен, каде што тоа се овозможува. Сакам да истакнам дека ние како општина ќе продолжиме да работиме, да повлечеме што подолги проекти, повеќе проекти за градинките и да ги зголемиме капацитетите. Сакам секако да се заблагодарам на сите институции кои дадоа придонес ова да се реализира и особено на градинката, на вработените, на директорот, имајќи го предвид фактот дека сета ова операција бараше исто така и многу процедури за да се стигне значи до денешниот ден. Им честитам и нормално ги повикувам сите вработени во сите институции кои работат со деца да бидат максимално одговорни и сериозно да се однесуваат кон оваа можност која им е дадена. Во рамки на законот, вработувањето на 29 волонтери од градинката Младост во редовен работен однос ќе се одвива во 3 фази. Првата почна со стапување во сила на законот во февруари, втората ќе трае до декември оваа година и последните лица кои ќе бидат вработени ќе добијат редовен договор во септември идната година. Денеска се поделија 29 решенија или договори за вработување на неопределено работно време на вработените кои од 2003 година работат како волонтери на нашата институција. Значи, тоа имаше доволно ангажирање од страна на општината Тетово, градоначалничката, така и секторот за јавни дејности, каде што ги добивме овие решенија. Тоа докажува дека уште еднаш дека сме доволно заинтересирани да ги подобриме условите во нашата институција и да немаме проблеми при згрижување и едукација на децата во нашата установа. Над 3000 вработувања на неопределено државните институции и јавните предпријатија ќе им понудат редовни работни односи на волонтерите, хонорарците, ангажираните со договори на дело и вработените само на одреден период кои со години чекаа решавање на нивниот статус. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар се подобруваат условите за децата со аутизам и друга попреченост. Со германска донација опремена е просторија за сензорна интеграција со сите потребни реквизити. Во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар се опреми соба за сензорна интеграција наменета за децата со аутизам и друга попреченост. Опремата е донација на германската амбасада во рамки на програмата за поддршка на мали проекти. Во просторијата децата со помош на стручните лица ќе може да изведуваат вежби со новите реквизити: базен со топчиња, трамболина, оптички влакна и други. Und es ist uns eben besonders wichtig, dass wir zuverlässige Partner. Овде финансираме поддршка на деца со посебни потреби кои што со оваа опрема секојдневно работат, а на тој начин луѓето кои што работат со нив ги подготвуваат за реалниот живот. Исто така сме среќни што наидовме на една просторија во која што влада една многу топла атмосфера, каде што овие деца со посебни потреби, пред се деца со аутизам, можат да учествуваат, односно да посетуваат терапија со сензорна интеграција.
Во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар учат 20 на деца со попречености, од нив 5 се со елементи на аутизам. Новата опрема ќе биде од голема корист за овие деца во адаптацијата на секојдневието, оценува дефектологот Самир Грбле. Донацијава која што ја обезбеди, со која што ја обезбедивме преку поддршка од страна на амбасадата на Република Германија, се однесува на опрема за сензорна интеграција. Нормално, секојдневно сите, почнувајќи од нас, па и сите деца се обкружени со разни дразби од надворешната средина. Целта на ова опрема е фактички овие деца да можат успешно да ја организираат, сите оние дразби и практично правилно користење на сетилата. Стручните лица кои работат во училиштето со децата со пречки во развојот претходно поминаа обука за сензорна интеграција. Основното училиште Единство од Гостивар по неколку децении пауза денес славеше патронен празник. За одбележување на денот беа организирани различни активности и свечена манифестација. Најстарото основно училиште во Гостивар Единство денес прослави патронен празник. Ова беше прв патронат на училиштето после неколку децении. За датум е избран 22 април како Ден на планетата Земја. И активностите за одбележување на празникот беа организирани во духот на екологијата. Учениците засадуваат цвеќе, сликаа и цртаа на тема природа, а порака за чување на животната средина испратија и со рецитал. Планетата Земја во несвест е цела, загадени станаа градови и села. Инфекција веднаш, за да биде чиста, и секое утро ко сонце да блиста. За да не ја боли и срце и глава, сметот во континери треба да се става. Ако секој од нас така везден прави, светот ќе се радува на тачиња здрави. Планетата Земја, без ундани соли, сите нас на светот најтопло не моли. Веќе подолг период нашето училиште немало ваков празник, ваков патрон ден, така да заедно со управата и наставниците решиме да овој ден воедно биде и ден на нашето училиште. Јас сум задоволна што токму го одбравме овој ден, бидејќи нашето училиште, како и сите други, заслужува да има еден ден кој што ќе биде посветен точно на активностите кои што се спроведуваат и како промоција на ова училиште. Јас овој ден заедно со наставниците ќе имаме низ активности. Децата ќе организираат ликовна колонија, ќе се засадуваат цветови околу училишниот двор и на крај ќе имаме една свечена пригода заедно подготвена со наставниците. И воедно би сакала да им го честитам денешниот патрон празник и да им посакам уште долго време да го славиме во единство, како што и самото наше училиште го носи името и во слога. На манифестацијата по повод патрониот празник кратко обраќање имаше и директорот Мерсел Садико, кој потенцираше дека од годинава 22 април станува свечен датум за училиштето. Во училиштето Единство учат околу 1400 ученика на трите наставни јазици – македонски, албански и турски. Во знак на мултикултурализмот на приредбата преку народните носии, песни и ора беа представени и различните традиции. Ово Единство е првата отворена осмолетка во Гостиварскиот регион во далечната 1962 година. Објавена нова бомба на опозицијата. Денеска го отвараме пакетот за поклопеноста на медиумите од страна на Никола Груевски и неговите соработници, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев на почетокот од денешната пресконференција. По ова што ќе го објавиме денеска истакна, тој ќе стане уште појасно зошто националниот сервис МРТВ пренесува информации што немаат врска со реалноста, како избираат новинари што работат во телевизијата и зошто тие новинари сервилно ја испорачуваат секоја нарачка на Груевски и власта. На пресконференцијата објавени беа аудио снимки од преслушувани телефонски разговори. Испровоцирај меѓуетнички тензии и удри по новинарите и неистомислениците. Бараме оние луѓе во институциите што знаеме дека постојат и се кршат во себе дали да постапат по сопствената совест
или да продолжат сервилно да му служат на режимот, да се одважат и да постапат според врската што ја имаат како граѓани и како професионалци. Мора да бидат откриени нарачателите и сторителите на одвратниот чин кон Боријан Јовановски и неговото семејство. Ногата на власта нагазила длабоко во МРТВ до вработување новинари во спортските редакции. На крајот од овој разговор ќе слушнете за банкротот на Радио Гостивар и налогот на Груевски кон Јанакиевски случајно да се разбуричка и радиото да заврши во рацете на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Вака се за овие кадровските со кои ја требаше да зборам сега. Само секунда, да. Пред тебе ја имам нешто бележено. Да, јас си го имам тефтерот од Масеја кај мене. Прецизно утврдено, само да утврда. Значи, ај вака од почеток, како што ги имавме запишувано за дописнициве, за Вашингтон и Атина, нели рековте уште еднаш ке зборите со Марина Христова за Атина, евентуално Антонио Спасев и Борче Самов. Ова за огласот за МТВ. Добро. Ја мислам да го поништиме, зашто се полунормални луѓето што се вако. И ние се, ако сакаме да јакнеме МТВ, не сме луѓе проблеми што ќе ги видиме, ќе знаеме кои се. Мерде, но у тој случај ние треба да расчистиме сами со себе, или ќе пуштаме од комитети предлози, или ќе јакнеме капацитет. Најчесто не одат заедно тие две работи. Или ќе јакнеме капацитет и ќе пуштаме од комитети. Ето, вие се од комитети. Некој емче тамо, некој вакви, знаеш, некој не анонимусишен. Ако е за вработување, тоа викаме, да е уводовот ќе ги вработила. Радио Гостивар. Значи мора во стече доди таа фирма. На луѓето му е најбитно да си ги земат парите таму. А се даде на Унија на млади нешто на некој човек да го работи? А многу долгови има таму. Ако сака некој да го земе, тоа не е профитабилно. Меѓународната федерација на новинари и Европската федерација на новинари остро осудуваат смртната казна против македонскиот новинар Боријан Јовановски и ги повикуваат македонските власти да ги гонат сторителите, откако вчера во семејната куќа на новинарот непознато лице доставило мартовечки венец со надпис "Последен поздрав", величи дека поздравот е од Тодор Александров. Со реакција за вчерашниот инцидент во семејната куќа на Јовановски се огласи владеачката партија ВМРО ДПМН, Сдруженијето на новинари, Македонскиот институт за медиуми, како и голем број на граѓански активисти. Користејќи ги електронските услуги радиодифузна такса, можете да вршите електронско плаќање и проверка на состојбите за радиодифузна такса од било кое место и во секое време, информираат од УЈП. Регистрацијата за радиодифузна такса е едноставна и бесплатна, а единствено што ви е потребно е пристап до интернет и пошта. Во пожар изгоре балконска просторија во кула во населбата блок 70 во Тетово. Апарати за домакинство и дел од прозорците на балконската просторија предпладнево изгорија во стан во кула број 5 во населбата блок 70 во Тетово. Пожарот избумнал околу 11 часот и 30 минути и целосно е ставен под контрола за половина час. За среќа со интервенција на 3 противпожарни возила и 8 пожарникари, спречивме пожарот да не се прошири на останатите простори од станот, изјави Уко Алити, командир на Тетовската противпожарна единица. Најверојатно причина за пожарот е неисправна инсталација на апаратите за домакинство. Самиот се предаде 30-годишникот од Голема Речица, по кој полицијата трагаше како прво осомничен за престрелката и убиството во кафе-бар во Тетово на 10 април. 30-годишникот од Тетовска Голема Речица, кој беше прво осомничен за пукањето и убиството во кафе-бар во Тетово на 10 април, самиот се предал на полицијата во Скопје. Тој пријавувањето го направил денес околу 11 часот, кога дошол во Министерството за внатрешни работи. Го донесол и оружјето што го поседувал и кое се предпоставува дека го користел вечерта во угостителскиот објект. По него беше распишана централна потерница, откако вечерта по вооружената престрелка во угостителскиот објект се оддалечил во непозната насока. Осомничениот ќе оди во притвор со оглед дека по настанот таква одлука донесе судија во претходна постапка. 30 дена притвор веќе одлежува и втори осомничениот 23-годишникот Голема Речица, кој полицијата го обезбеди неколку дена по престрелката, во која 22-годишно момче беше убиено, а вкупно 10 лица беа ранети и повредени.
Приведен 24-годишник од Тетово кој извршил 2 дрски кражби. Украдени 2 дневника од основно училиште во Тетово. Од полицискиот билтен и информацијата за сообраќајка на автопатот Скопје-Тетово. Лишен од слобода 24-годишен тетовец кој претходно извршил 2 дрски кражби. Од 16-годишна девојка, која сама седела пред зградата во која живеела, на брзина од раката и го одзел мобилниот телефон и избегал. Додека на 24-годишна тетовка и го одзел паричникот, откако претходно ја турнал. Сторителот на двете кражби вчера попладне е приведен и задржан во полициската станица Тетово. Пронајдени му се одземените предмети и по целосното расчистување на сите поединости ќе се соочи со соодветен поднесок. Вработена во основно училиште во Тетово вчера пријавила дека во периодот помеѓу 17 и 20 овој месец засега непознати сторители одзеле 2 дневника од 7 и 8 оделение. По пријавувањето испратени се полициски службеници, но не се утврдени никакви оштетувања на вратата од наставничката канцеларија, каде се наоѓале дневниците. Се работи на расветлување на сите поединости поврзани со пријавената кражба. На автопатот Скопје-Тетово во непосредна близина на клучката Групчин, патничко возило Голф со тетовски регистарски таблички, управувано од 64-годишникот Желино, загубило контрола и излетало од патот. Од излетувањето возачот и тројцата сопатници на возраст од 51, 22 и 52 години, сите од Желино, задобиле телесни повреди и со друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршени увити се утврдуваат причините и се друго поврзано со излетувањето. Првично причина е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 80.000 денари, информираат од СВР Тетово. За неплаќање данок и перење пари во Грција е уапсен Леонидас Боболас, директор и син на собственикот на актор бизнисменот Јоргос Боболас. Грчките медиуми јавуваат дека тој веќе дал исказ во грчкото обвинителство, но откако платил 1,8 милиони евра бил пуштен. Акцијата доаѓа неколку недели откако стигна информацијата дека во Грција се води истрага против градежната компанија за наводен подкуп на официјални представници од Македонија за да го добијат договорот за изградба на автопатот Демир Капија Смоквица, вреден 257 милиони евра, што беше откриено во извештај на Организацијата за економска соработка и развој за борбата со корупцијата во Грција. Голема антитерористичка операција се врши во Истанбул, соопштија локалните медиуми. Операцијата е поддржана и од воздух од хеликоптер, а учествуваат тимови за борба против тероризмот и специјалците. Според електронското издание на весникот Туркија, акциите преземени рано утринава се насочени против левоекстремистичката револуционерна партија и фронт за народно ослободување. Оваа организација презеде неколку напади во последните неколку недели. Повеќе од 600 лица за кои се претпоставува дека бараат азил допатуваа до брегот на Италија денеска. Италијанските воено-поморски сили соопштија дека 446 мигранти спасени вчера на околу 150 км југоисточно од брегот на Калабрија пристигнале до Аугуста, Сицилија. Други 112 мигранти кои крајбрежната стража вчера ги спаси од брод кој тонел на околу 90 км североисточно од Триполи стасале до брегот на Лампедуза. Рускиот енергетски гигант Газпром соопшти дека обвинувањата на Европската Унија за злоупотреба на доминантната позиција на пазарот се неосновани. Во соопштението наведено дека компанијата стриктно се придружува кон сите норми на меѓународното право и законите во земјите каде работи. Еврокомесарот за конкурентност Маргарет Вестагер изјави дека откриле од Газпром може би изградил вештачки бариери за спречување на испорака на гасот од одредени централно-источни европски земји до други земји што ја нарушуваат прекуграничната конкуренција. Иран го поздрави запирањето на 4-неделната воздушна кампања во Јемен од страна на коалицијата предводена од Саудиска Арабија. Според Иранското министерство за надворешни работи, тоа представува чекор напред во изнаоѓање мирно решение во таа земја. Претходно Саудиска Арабија соопшти дека кампањата врз шиитските хути и бунтовници во Јемен завршила, бидејќи биле постигнати саканите воени цели. Во меѓувреме, американскиот претседател Барак Обама изјави дека Вашингтон го предупредил Техеран да не испорачува оружје во Јемен.
Времето денес беше сончево со умерена облачност, дуваше умерен до засилен северен ветер. Температурите се движеа од 4 до 17 степени. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб јужен ветер. Температурите ќе се движат од 6 до 17 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието со кое што и овој пат не следевте. Пријатно!